Сега она што следува во продолжение на утринската програма е линковско вклучување. Ке ве носиме малку надвор од студиото. Еве веќе ја гледате во кадар нашата Ирена Спировска, која што ќе не информира за она што ќе се случува викендов во Охрид, почеток на Охридски трубадури, фестивал кој што се случува традиционално секоја година, мислам дека последниот викенд во месец август, ако сум во право. Иренка, добро утро. И повелете со твојот гостин да видиме што ќе се случува викендов во нашиот бисер Балкански. Така, Ирина, точна ти информацијата. Последниот викенд од месец август во Охрид е резервиран за сцената летна на Долни Сарај и за уште едно ново издание на Охридфест Охридски трубадури, кое што оваа година ќе се одржи на 29 и 30 август. Две фестивалски вечери кои ќе понудат прекрасна музика за посетителите. 29 август, првата вечер ќе биде резервирана за фолк рефрените, а втората, 30 августовска вечер, ќе биде резервирана за поп музиката интернационалната вечер. Со директорот на фолк вечерта на Охридфест, Охридски трубадури, Љупчо Соколовски, во следниве минути зборуваме за 32-то издание на фестивалот, на кое што ќе слушнеме 16 нови композиции, но ќе уживаме секако и во ревијалниот дел на концертот. Пред се, Љупчо, добро утро и како течат подготовките за ова 32-то издание на Охридски трубадури? Првен добро утро до тебе, до телевизија Алфа, гледачите на утринската програма на ТВ Алфа. Подготовките веќе се при крај, значи го чекаме да дојде петок и сабота и да слушнеме 16 нови хитови, 16 нови рефрени. Се надам дека си поминеме многу убаво тие 2 дена. И сега да кажеме уште една убава информација, тоа е дека оваа година двете фестивалски вечери од Охридфест, Охридски трубадури, директно ќе ги пренесува на својата програма телевизија Алфа. Тоа е за сите оние што нема да имаат можност да дојдат во Охрид на летната сцена во Долни Сарај, а тие пак што ќе бидат таму ќе може непосредно да уживаат во убавиот амбиент и убавите новосоздадени песни, кои што, како и секогаш, ќе ги отпеат најпопуларните имиња од нашата фолк сцена. Така е, да. Значи, петокот е фолк вечерта, каде што ќе настапат нашите познати изведувачи. Фестивалот веќе последниве неколку години го завзема, да не речам, едно од битните фестивали во државата, каде што има голем раст фестивалот и да не речам некои луѓе кои што викаат да настапиш на фестивалот е престиж моментално на Охридфест. Значи, како што кажа и ти, 16 нови песни ќе видиме наши изведувачи. После подолго време ќе видиме некои пејачи што малце ќе ги видиме биле на времето, па паузирале, сега ќе се појават поново. Тоа можеме сега ќе најавам некој, например, Горан Тодоровски, Мишко Крстевски, Петар Нежовски, Благица Павловска, Драган Николовски, Даце, Ивана Себрафимовска, група Чардак, каде што оваа година и Милован, например, се охријани и други, каде што завземаат поголем број учесници од Охрид, изведувачи, охридските изведувачи, што е тоа и е за поздрав, затоа што сепак се е на Долни Сарај, во Охрид, и ќе слушнеме убава охридска песна. Таму и амбиентот сам по себе навистина е прекрасен, покрај самото езеро, на таа прекрасна летна сцена се создава секоја година една необична музичка магија, која што ја ткаат заедно авторите, изведувачите, самата публика и нормално фестивалскиот одбор, сите задолжени да биде се онака како што доликува и навистина е тоа дека Охридски трубадури низ годиниве прирасна во еден престижен фестивал на кој што со големо задоволство сите естрадни уметници доаѓаат да настапат. Како и секогаш, така и оваа година фестивалот има надпреварувачки карактер. Така е, да, и оваа година, исто ќе има надпреварувачки. Прва награда, втора, трета од жири, прва, втора, трета од публика, за најтрубадурска песна, за награда за аранжман,
и сега да не ги набројуваме, да дебитант, така има. Секако и награда од новинарите. Така, тоа што исто битно е, значи последниве години даваме награда од новинари, каде што ќе оценат која песна им се свиѓа најмногу. Сепак без новинарите не се може, значи пошто они се фактички линкот што го пренесуваат на социјалните мрежи, по телевизиите, порталите. Тоа. Исто така, значи ќе имаме и ревијален дел, каде што ќе настапат Сузана Спасовска и Благоја Грујовски. Значи они ќе се представат со неколку песни, дури да трае гласањето. Значи Сузана исто така ќе се представи со нова песна, што не е во надпреварувачкиот карактер, од композиторот Гоце Џуклевски, Огнен Неделковски, а Благоја ќе ослушнеме со победничката, ланската победничка песна и уште со две песни што биле изведени на Охридскиот фестивал. Така, и тој ревијален дел зазема посебно место, затоа што публиката ужива да ги слуша изведувачите и тие песни, како што спомена ти, Благоја Груевски со песната што минатата година победи од публика, Нокива Охрид не спие. Така е, Нокива Охрид не спие, беше победничка и секако и нормално дека со таа песна сакам Благоја да го отвори ревијалниот дел. Да, а песната која што премиерно ќе изведе Суза Спасовска, исто е посветена на Охрид, Охридска невеста. Охридска невеста, така е. Таа прв пат ќе биде изведена, значи, годинава. Значи, авторите ги кажав и слушателите прв пат ќе слушате на убава, значи, песна за Охридскиот крај. Да, грижливо се негува тој охридски мелос, тие стари трубадури што некогаш се разлевале по охридските сокаци, се собираат на едно место врвните мајстори на нашата македонска народна песна и од година в година фестивалот еве полека веќе чекори во својата 4-та деценија од постоење, па слободно може да се каже дека во својата полна зрелост. Така е. Значи, исто можам да се пофалам дека на назад години гледам да опфатам што повеќе автори различни, значи се негуваат охридскиот мелос, али не исклучувам можноста да малце некои песни да бидат во помодерни аранжмани за да се доближиме повеќе до младата публика, да се ја засака македонската песна. И така некои песни ќе има каде што ќе имат малце по современ звук, по нови аранжмани, со тоа што не го исклучуваме дека голем дел ќе си биде охридски мелост. Така, на крајот сепак жирито, но и публиката, како и новинарите, ќе го дадат својот суд, својот глас и ќе ги одберат најуспешните песни, од што ќе се закитат со награда, иако без сомнение дека не само тие песни што ќе бидат наградени, туку и многу од останатите песни ќе станат омилени меѓу публиката и ќе се слушаат. Впрочем, тоа е нешто што се докажува низ изминативе години на фестивал. Така, видите, престиж за еден пејаче, наградата е си е награда, тоа допринесува за да има желба, волја, мотивација за да се снимаат што повеќе авторски песни. Пошто ние секој пат гледам кај младите изведувачи снимаат кавери, народни песни ги преработуваат. Али кога ќе снимиш своја авторска песна, значи тоа е печат за еден изведувач. Треба да се негуваат и што е најбитно, тоа да го прават и отпосле. Значи, наградата си е награда, али ако песната после тоа заживее кај народот, нема поголема награда од публиката. Така е, токму затоа е многу важна поддршката од самата публика, како она што ќе биде присутно, така и таа што ќе го следи директниот телевизиски пренос на телевизија Алфа. Споменавме дека освен фолк вечерта, секако тука и втората поп интернационална вечер, на која што исто публиката ќе ужива во убавата музика, што значи дека еве крајот на август како некоја круна, како заокружување на овој убав летен период ни доаѓа Охрид фест и охридски трубадури. Така. Значи, втората вечер е во сабота на 30. Таму ќе видиме, значи, таа е поп вечер со поп мелодии, каде што имаме доста млади деца што ќе се представат со одлични песни.
И нормално, пошто е интернационална, значи од Србија, од Хрватска ни доаѓаат популарни пејачи, каде што ќе се представат они ко дел од фестивалот и ќе добијат плакети за животно дело. Љупчо, јас благодарам за разговорот. Ти посакувам на тебе како директор на Фолк вечерта и на целиот твој тим успешна реализација на ова 32-ро издарие на Охридфест Охридски трубадури, а нам ни останува да уживаме во убавите песни, во убавите новосоздадени фолк рефрени и во убавиот амбиент на летната сцена на Долни Сарај на 29, а секако и на 30 август. Така ви благодарам на вас, на телевизија Алфа. Здравје Боже, ќе се дружиме петок и сабота. Со големо задоволство. Ете, не заборавајте дека ако сте во Охрид овој викенд, петок и сабота, ве очекуваме на летната сцена на Долни Сарај во живо да го проследите 32-то издание на Охридфест Охридски трубадури, но доколку од некоја причина останете дома во местото каде што живеете, не заборавајте дека директниот пренос од Охридфест Охридски трубадури годинава можете да го следите на програмата на телевизија Алфа со почеток во 20 часот, 29 и 30 август. Ирина, со овие информации ние ќе се одјавиме од тука и ќе продолжиме со подготовките за фестивалот, а знам дека вие од студиото имате уште многу интересни гости, содржини, соговорници за сите оние што ова утро го поминуваат заедно со нас на фреквенцијата на телевизија Алфа. Благодарам, Ирена, за овие информации. Немам што да додадам, бидејќи на вистина се убаво си кажавте. Покана, значи, да дојдат оние кои што ќе ги води патот во Охрид 29 и 30 на Охридски трубадури. Ако не се во можност на фреквенцијата на Алфа телевизија, директен пренос од она што ќе се случува на преубавата сцена на Долни Сарај.